Ќе пред Министерството за економија токму за таа тема, односно вчера започна пријавувањето за субвенции на инвертер клими. Меѓутоа, мојата соговорничка Александра Спасевска ќе ни открие повеќе детали. Прво, добро дојдовте на некој начин во Македонија наутро. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија и на утринската програма Македонија наутро. Да, вчера започна пријавувањето, така што успеавте ли да преброите колку пријави имате до сега, односно во 24 часа? Во однос на вчерашниот ден, пријавувањето, односно аплицирањето за мерката за ваучери за високо енергетски ефикасни инвертер клима уреди, во архивата на Министерството за економија се стигнати над 500 апликации. Меѓутоа, ако се земе во предвид дека дел од апликациите пристигнуваат по пошта, бројката уште е многу поголема. Тоа значи дека како за прв ден интересот за оваа мерка е прилично голем. Да, во однос на категориите, знам дека имате две категории, така што за кого ќе бидат наменети овие ваучери? Имаме две програми, програма за енергетска ефикасност во домаќинствата и програма за ранливи категории на потрошувачка на електрична енергија. Во првата програма имаме ваучери од 25.000 кои се однесуваат за жителите на Пелагонискиот и југозападниот регион и ваучери од 23.000 денари кои што се однесуваат за останатите региони во државата. Согласно програмата за ранливи потрошувачи на електрична енергија имаме исто така две категории. Првата категорија се ваучери од 27.000 денари за семејства со 1, 2 и 3 членови во зависност од вкупните приходи во семејството и ваучери од 30.000 денари кои што се однесуваат за семејства во 4 члена и 5 и повеќе членови, исто така во зависност од вкупните приходи, секако ранливи категории на граѓани. Да, веќе имате пријави, меѓутоа за сите оние кои што можеби подоцна ќе го направат тоа, какви документи се потребни и како да се приложат во Министерството? Морам да кажам дека постапката за аплицирање и документите кои што ќе треба да ги имаат граѓаните кои што сакаат да аплицираат за оваа мерка се многу едноставни. Она што треба да го имаат е барање кој што може да го земат од архивата на Министерството за економија и од веб страната на Министерството за економија да го пополнат и по двете мерки, да имаат изјава која што исто така може да земат или од архивата и од веб страната која што треба да биде заверена на нотар. Треба да приложат последна сметка за електрична енергија, исто така треба да приложат фотокопија од лични карти за сите членови во семејството или извод од матична книга доколку некој член од семејството е малолетен. Тоа се генерално документите за двата, сите документи треба да се приложат во архивата на Министерството за економија секој ден од 9:30 часот наутро до 15:30. Да, уште еднаш само да го напоменаме крајниот датум за аплицирање. За програмите крајниот датум за аплицирање за програмата за енергетска ефикасност е 12 февруари, додека за програмата за ранливи потрошувачи на електрична енергија 15 февруари. Со оглед на големиот интерес очекуваме дека вкупниот број од околу 7.000 апликации кои што се очекува согласно предвидените средства од околу 4 милиони евра, дека ќе се исполни согласно последниот рок. Ви благодарам многу за издвоеното време. Благодарам.